Добро утро, секое утро и од мене. Христо Ивановски, повторно се враќаме по една кратка пауза со алфа анализа. Утрински малку ќе правиме умствена гимнастика и ќе анализираме што ни се случува. Утринава мој гостин е мојот драг колега Предраг Димитровски. Предраг, добро утро, добре дојде во студиото на Алфа. Благодарам на поканата и уште подобро ве нашол. Ние се знаеме долги години, уште у времето на стариот систем на Нова Македонија. Јас бев во Нова Македонија, ти беше во Вечер, потоа транзицијата не шеташе по многу други редакции. Меѓутоа, една тема ја следиме, ми се чини и двајцата, тоа ние и двајцата ја сакаме историјата, македонската историја. Ти, ми се чини, сакаш да копаш и по архивските документи, по архивската граѓа, имаш таква пасија, имаше и можност тоа да го правиш во еден период од твојата кариера. А утринава ќе зборуваме за тоа какви пораки испратија лидерите на Македонија во времето на празнувањето на двата Илиндена. Јас, подготвувајќи се за оваа емисија, малку нормално е тоа, ги препрочитував документите на двата аснома, потоа се навратив и на Илинденското востание. Која е главната работа? Илинденското востание е семакедонско востание. Значи, тоа се спроведува, се организира на целата територија на етничка Македонија, што денеска или вчера и завчера се заборава, да се каже. Дали намерно, дали ненамерно, сега ќе видиме. А тоа е потенцирано и во првото заседание на АСНОМ во говорот на Панко Брашнер. Значи, тој тоа го потенцира и дури географски ја лоцира Македонија. Реките Пчиња, Вардар, места Бистрица. Значи, се знае точно каде е македонската држава. Во 2020 година се чини не се знаат не само границите, туку историјата на Македонија и стремежот за македонска државност. Кој е твојот впечаток? Кој е мојот впечаток? Прво, би почнало тоа да не заборавиме, што е многу исклучително важно, кога станува збор за Илинден. Пред 2 години пред тогашниот премиер Зоран Заев, а може би еден премиер, се најде во ситуација да се извинува дека на прославата на Илинден кажа дека Илинденското востание е македонско востание. Тоа како резултат на подпишаниот договор за добрососедство со Бугарија. Сега, тргнувајќи од тој аспект, не ме изненадува и годинашниот начин на прослава на Илинден и на АСНО. Прво, ако сакаме да бидеме цинични, според мене, оваа прослава недостасуваше уште оркестарот за свадби и погреби на Бреговиќ, па да почнеше еден посмртен марш. Може би тоа најболно ќе одекнеше и во јавноста, и меѓу народот, и меѓу населението. Зошто го кажувам ова? Затоа што неизбежно беше чувството дека годинава празнувањето го одбележа неколку работи. Прво, короната, што би ја измиксувал со чувството на несигурност на власта и сравнувањето од отворено незадоволство на големиот број посетители, што било отприлика символ на празнувањето на Илинден на Мечкин камен. Второ, местата на одбележување на Илинден, покрај Пелинце вештачки изградениот центар, со што се манипулира и со целокупната историја асномска, да кажам. И трето, прославата, чествувањето на Калето, кое што нема никаква врска со ниту еден настан поврзан ни со Илинден, ни со Асно. Овдека може Асном да има некакви допирни точки само со притворањето на оние кои повикувале на Солун наместо на Срем, затоа што во непосредна близина се наоѓа и тогашниот затвор на Истражниот затвор по војната.
Така да велам дека склоп на околности покажува дека годинава имавме посебен начин на прослава, што за жал не се почувствува меѓу народот, меѓу граѓаните на оваа држава. Од една страна, од друга страна е секако препознатливиот обид за ребрендирање и на прославата и на Илинден и на Асном со новото лого, нели? И на крајот би рекол дека во целата ситуација како најголем македонец да излезе бившиот американски потпредседател Џо Бајден, а може би иден председател на Соединетите американски држави, кој единствено во својата честитка до македонската заедница во Соединетите американски држави слободно кажа дека е македонски празник и празник на Република Македонија. Без додавка, никаква додавка, ни северна, ни ваква, ни онаква, туку Македонија. Па и ние немаме никаков проблем, нели, да користиме Македонија, не се потиме кога разговараме дали ќе кажам северна, дали ќе сгрешам, значи од таа страна ние немаме никаков проблем и затоа слободно зборуваме. Ќе потсетам на иконографијата на првото заседание во Отец Свети Прохор Пчински, македонска територија во тоа време. И долго, нели, останува таа како административна територија и дел од Прешево, Бујановац и така натаму, каде што од тие делови учествуваат, нели, делегати, покрај делегати од Пиринска Македонија и Егејска Македонија. Во таа иконографија може да се видат знамињата на САД на Америка, на Обединетото кралство, на Советскиот сојуз, на Социјалистичката интернационална и на Македонија, тогашна Федеративна Народна република Македонија. Хералдички, тогашните, нели, македонци и лидери воделе сметка да се зачува символ, значи боите црвено и златно-жолта. Српот и чеканот и, нели, црвеното знаме, што е сонцето црвено, златно-жолто, лавот, златно-жолт на црвена основа и така натаму. А на оваа манифестација ние ги немаме тие хералдички символи, значи ја немаме црвената боја и златно-жолтата боја, туку меѓу тие две е уфрлена сината боја. Тоа е едната линија, значи тука е веќе почнува ребрендирањето на историскиот карактер и историскиот континуитет на Македонија и ова со прославата на Кале, каде што истражниот затвор навистина е многу негативна порака за тие што паметат и знаат што било тоа место. Само да посетам дека тамо некаде 2000-та година тогашниот премиер и лидер на ВМРО ДПМНЕ организираше прославата за 8 септември од Калето. И тогаш се доби еден многу лош впечаток како политичката елита на Кале, а плепсот доле на народот и фактички тоа беше неизвестен начин според мене пресвртница и почеток на најавата на падот на Љупчо Георгиевски, затоа што се манифестираше отворена дистанца меѓу политичката елита и обичните граѓани. Сега, кога станува збор за Калето и за Асном, не треба една работа да се забележи. Значи, сите тие знамења кои биле иконографија за заседанието, ги представувало, го означувало присуството на војните мисии присутни на овие простори, кои со голем интерес го следели самото заседание и пораките што ќе бидат испратени. Една од најзначајните пораки која тогаш ја испратил британскиот представник на мисијата, која била? Вели, не треба да се изуми дека комунистите се прво националисти, па потоа комунисти. Што значи дека токму македонскиот национализам не во погрдна смисла на зборот, како што сега се упорно некој се обидува да ја манифестира и да ја прилепи на македонците, туку во позитивна смисла, било дека самите се изборуваат за сопствена држава. И сега
излегува дека токму тој македонски национализам кој бил присутен кај партизаните и како основачи на македонската држава, денеска од оваа временска дистанца произлегува дека е најголем непријател на самите македонци, што само по себе е илузија. Ако патриотизмот представува емотивен дел на манифестирање на љубов кон сопствената татковина, тогаш национализмот представува само политичка манифестација и израз на тој патриотизам. Ние денеска се наоѓаме во ситуација да ни е срам или страв да кажеме дека се чувствуваме македонци, што е пораз сам по себе, за секој поединечно кажам. Што е значењето на АСНОМ? Значи, тоа е континуитет на илинденските идеали за своја држава, за обединета Македонија. Ние денеска се срамиме да го кажеме тоа, но тоа е историскиот факт. Тоа бил стремежот не само на партизаните, како што велиш ти, затоа што во АСНОМ не се сите членови на комунистичката партија или... Значи, го имаме тој континуитет, тоа е 44-45 година запечатено. Уставотворно собрание АСНОМ се прави сериозна држава со јаки темели, кои денеска сакаат да ги расклатат сериозно. Меѓутоа, ако го видиме составот, кои биле во раководството, навистина тоа било нешто за респект, затоа што ние, па тоа биле партизани, неписмени, паселјовци. Не. Да речеме, Владимир Полежин или Полежиновски е доктор на науки, на правни науки на Сорбона. Еден од најобразованите, кои учествува нели во креирањето на актите на АСНОМ. Не е само Полежиновски, Шатев и компанија таму. Така е. Или Панко Брашнар, кој е личен сведок и на илинденското востание, или тој е илинденец кој учествува и во АСНОМ. Сега, после 75 години, како што велат некои хибридните режими на Балканот, односно и нашиот хибриден режим, оди во процес на ребрендирање на македонската држава. Што може тоа да значи? Кои се последиците од тоа што може да произлезат? Последиците може да бидат многобројни и далекосечни. И малку смешно делува кога денеска во свечен говор ќе каже сите ние сме нови илинденци. Тоа што било Илинден и тоа што било втори Илинден не може да се спореди со ова денеска, со денешниот обид да се импутира нови илинденци или сите ние сме илинденци. Затоа што ако ти се откажуваш од основните пораки на Илинден, ако се откажуваш од основните пораки на АСНОМ, тогаш ти не можеш ни да бидеш илинденец. Вештачки само сладкоречиво се употребува и злоупотребува тоа, подобро речено, или повикот за ново национално единство, кој секоја година се повторува, а во пракса се случува сосема спротивното, се доаѓа до се поголем раздор и поделби меѓу во македонското национално ткиво. Интраконфликт или внатрешно македонски линии на поделба. Добро, тие историски секогаш постоеле, меѓутоа по националното прашање не биле никогаш вака јасно изразени. Па дури во периодот на пропагандите 912 и навака, нели? Да, ама тогаш барем постоело, знаеш отворено кој бил представник на тие пропаганди. Врховен комитет, патриаршисти, српска војска и така натаму. Денеска веќе во самото национално ткиво се наоѓаат пропагандистите. Под изговор на нешто ново,
не може да биде ништо ново во Европа освен Македонија. Македонија е таа и не може да биде друга, поинаква. Ако ја прифаќа таква каква што е, да се ребрендира Македонија, може да се ребрендира само од аспект на владење на право и на реформи кои што водат напред прогрес кон Европска Унија. На друг начин не може да се ребрендира Македонија. Па, ако се направи една лабораториска длабока вежба, веројатно и тоа е можно, а гледаме дека токму по тој начин се оди, значи една вивисекција, вештачко сечење на се што било претходно поврзано со македонизмот. Зошто? За да не се лутат соседите, пред се Бугарија и Грција. Меѓутоа, проблемот тука не е решен, затоа што има уште најмалку два соседа, тоа се Албанија и Србија, кои се уште се тивки по некои прашања. Меѓутоа, да не забораваме дека Албанија постојано не подсетува дека имаме нерешени територијални прашања, како што е јурисдикција на манастирот Свети Наум. И они упорно повторуваат, тоа е нивна територија и така натаму, и така натаму. Значи, тоа се прашања кои не се затворени. Топра ќе се отвараат. Тука е веќе начинот на функционирање на државата и на институциите на системот и подготвеноста да се сочува тоа што го чувствуваш како твое. Ако не го чувствуваш како твое, тоа немаш потреба ни да го браниш, ќе си го земе секој кој што ќе посегне по него. Малку индикативно ми дојде што денот пред Илинден беше така помпезно најавена таа тригодишнина од потпишувањето на договорот за добрососедство со Бугарија, иако не е јубилејна година. 3 години не е јубилејна година. И како хорски еднаш на ден пред Илинден се јавија и нашите политички елити и од бугарските политички елити да подсетат дека тој договор постои и дека треба да се спроведува. Така да, мислам дека негативните ефекти кои постојат, иако навидум сакаме да кажеме дека договорот е идеален, а според сите оценки беше и тој асиметричен, последиците од тоа допрва ќе ги чувствуваме и ќе ги очекуваме. Тоа точно е, да подсетам дека за нашите гледачи неодамна имаше и колумна објавена токму му се обрати јавно на премиерот Бојко Борисов, кому сакале тоа да го признаеме или не, сепак му се тресе фотелјата во Бугарија, он е под сериозни притисоци на јавноста. Јавноста бара оставка од него заради корупција пред се. И тоа е со години во бугарското општество проблем кој не се реши, они постојано притискаат. Меѓутоа, моето прашање е и таков каков што е, асиметричен, односно на штета на интересите на Република Македонија, тој очигледно е, речиси, невозможно да се спроведе во дело. Значи е само едно парче хартија кое, ја изразува волјата на двете страни да прават добрососедство, меѓутоа е неприменлив, токму заради таа асиметричност. Пред некој ден од мојот почитуван пријател, професор Новице Велјановски, го добив третиот том, што со помош на преку архивот на Македонија го објави од архивата на Јосип Броз Тито. И таму најдов на едни доста интересни материјали, за некого познати, за некого малку познати. Сега во оваа привода ќе посетам само на еден, например, на една работа. Сушност, уште во 1976 година, пред одржување на средба на Тодор Живков и Тито меѓусебна, била подготвена декларација за соработка меѓу
Република Бугарија и Социјалистичка федеративна република тогашна Југославија, нели? И во таа декларација се предвидени две работи. Тоа е 70-тите години. 76-та година. 76 година. Едната работа е да се формира комисија на историчари кои, ако треба и 5 години ќе работат за да ги решат историските прашања. Значи, ова не е прв обид да се формира заедничка комисија. И втората работа. Живко вели, подготвен сум подготвени сме да го признаеме постоењето на македонската нација без утврдување на рок, временски рок. И сега, каде е разликата од таа декларација и договорот за добрососедство? Во договорот за добрососедство на известен начин е точно утврден рокот со кој бугарите настојуваат да ни набијат комплекс на вештачки создадена нација од 44-та навам. Таму Живко вели без одреден временски рок. Што значи, кога веќе постоела подготвеност за признавање на македонската нација во 76-та година, тогаш зошто се играат сите овие игри сега за признавање на македонската нација од 44-та, 45-та навам? И тоа Тодор Живков кој нема. Тодор Живков кој ја составил платформата за новата политика бугарска, Така. за негирање на малцинства И бришење на културната автономија на македонците и така натаму. И кој го предлага планот, план А, план Б, признавање на македонска нација, вода, и план Б, откажување на Југославија од постоење на македонско малцинство во Бугарија. Е сега, дали за овој документ и за оваа подготвеност на Бугарија во 76 година биле свесни и знаеле дека постои таква документација нашите политички елити пред да го потпишат договорот за добрососедство со Бугарија? Ако не го знаеле тоа, тогаш излегува дека апсолутно неподготвени влегле во потпишувањето на договорот. Па добро, има тука и еден друг интересен аспект, за кој треба и ние да зборуваме и да анализираме, а тоа е дека и Бугарија поминува сега фаза на тражење по идентитетот. Следејќи ги нивните дебати од она што можеме да го видиме на бугарската национална телевизија, која можеме да ја гледаме на некој од кабелските оператори, и од она што го читаме, таму сериозно се дебатира и се негира историјата на она што они го викаат комунистичката партија на Бугарија или комунистичкото наследство. Они сакаат од тоа да го избришат и да прескокнат еден период од историјата и да кажат ние не сме биле такви бугари, и врз основа на тоа тие ги градат политиките кон Македонија и македонците. И затоа не сакаат ова селективно читање на историските факти. Веројатно не сакаат да го видат ставот на Тодор Живков и тогашната бугарска држава. Тоа е дополнителен проблем сега во комуникацијата. Значи, една димензија е антикомунизмот, а друга димензија е сосема ревизијата на историјата. Ревизијата на историјата, посебно на бугарската, ако говориме за неа, они можат да бараат ревизија на сопствената историја од аспект на избегнување на стапицата за соработници на фашистичка Германија и Бугарија. Меѓутоа, петното тоа не може туку така да се избрише. Јас разбирам дека според резолуциите на Парламентарното собрание на Советот на Европа се поистоветуваат тоталитаризмот како фашизмот и комунизмот, меѓутоа тоа не може тоа не ја пишува не може да ја ревидира современата историја. Затоа што колку и да се обидуваат, они не можат да избегаат од фактот
дека биле соработници на еден фашистички режим. Што мислиш, зошто овој Илинден немаше многу помпи меѓу Македонија и Бугарија за заеднички славења и триумфализам по тоа прашање? Па веројатно дека се уште не е завршена работата така како што предвидува. Не е моментот. Така како што предвидува некој. И сега останува да видиме што е тоа што не е исполнето. Ако се подсетиме на резолуцијата на Бугарското собрание, едногласно донесена, тогаш во прашање се неколку работи, кои навидум изгледаат дека се стари, меѓутоа во суштина представуваат сериозна пречка за прогресот и напредокот на Македонија кон започеток и текот на самите преговори со Европската Унија, меѓу кои што секако е јазикот, македонскиот јазик, кој што сакаат да го минимизираат сега, да го сведат на една обична фуснота во рамки на Европа, нели? Припадноста на Гоце Делчев, како камен на сопнување тука, така да статусот на бугарската војска во Македонија за време на Втората светска војна, така да има многу работи кои што треба да се решаваат, а се оставени на историчарите. Денес има собранието конститутивна седница, значи седница број 1 во новиот парламентарен состав, и тоа е дел од, би рекол, од оние илинденски пораки. Практично, јас не се сеќавам дека во оваа историја на парламентарни избори сме имале ваква нејасна ситуација. Мене навистина не ми е јасно што точно позади сцената се игра. До сега би требало, нормално ќе беше да се даде мандатот, да имаме мандатар кој ќе излезеше и ќе кажеше дали може да состави влада или не може да состави влада. Тоа е најнормално после избори да се знае ситуацијата. Кај нас ништо не се знае. Не се знае кој ќе формира влада, па дури има некои смешни сценарија, ДУИ која освои 15 парламентарни седишта, да можела да формира влада. Мислам, тоа е тотална политичка неписменост и незрелост, матење на бистрата вода. Па добро, јас од овој аспект мислам дека резултатите од последните парламентарни избори фактички никој на некој начин не ги ни очекуваше, вакви какви што се. Сите алудираат на победа, меѓутоа на поизразена победа од тоа што фактички се доби како резултат. И во вакви услови фактички секој може, но и не може да формира влада. Се разбира, полпозицијата е кај победникот СДСМ и неговата коалиција со БЕСА, што секако може, но и не мора да значи никаква гаранција дека ќе ја формира влада. Коалицијата на ВМРО на претходните избори беше таков пример, не? Победници, но не формираа влада. Да. Сега, тука доаѓа до израз политиката на ДУИ и ќе видиме колкава ќе биде нивната упорност околу тоа албанец за прв пат премиер во Македонија. Или ќе се откажат од тоа и ќе идат на некоја по-компромисна варијанта, можност да се соработува наспроти сите остри пораки и стрели отровни што меѓу себе си ги испраќаат. Но мораме да кажеме, варијанта ротирачко премиерско место не постои. Закон нема за такво нешто и нити во уставот. Нити уставот не го овозможува тоа. Освен ако не се оди на оставка на цела влада, па избор на нова влада и така натаму. Па не, можно е повторно некој преседан да ни се случи во Мислам дека од тој аспект не треба да се очекува тоа. Меѓутоа, еве ќе кажам нешто што досега во нашата јавност е малку познато.
следејќи ги бугарските портали, таму првиот ден после изборите, тамошниот претседател на Атлантскиот бугарски совет даде една изјава дека подготвеноста на Македонија за напредок кон ЕУ ќе се види дали е подготвена да прифати албанец премиер или не. Ако не прифати албанец премиер, тогаш тоа ќе значи дека не е подготвена за напредок, а ако прифати, тоа веќе ќе биде добар знак за европските интеграции на Македонија. Сега за нас може би оваа порака што доаѓа од друга држава е малку значајна. Меѓутоа, имајќи предвид дека Атлантскиот совет на Бугарија имаше огромно влијание во склучувањето на договорот, па и на одредени политички настани и во Бугарија и во Македонија, мислам дека оваа порака не е толку беззначајна. Добро, меѓутоа мораме да кажеме дека овде е за нас како општество, бидејќи ние сме го апсолвирале тоа, имаме председател на собрание, нели, една од клучните функции ја држи албанец, Талат Џафери, и тоа прашање не е за нас нешто табу, не е политичко табу. Проблемот е процесот, како тој ќе се одвива, и проблемот е условите, односно црвените линии кои ги поставува ДУИ, а и некои други партии од албанскиот политички блок, кои немаат никаква блискост со уставот, односно излегуваат од уставните рамки. Имам еден пример, јас додека престојував во Холандија една година и го следев тамошниот политички живот, во еден момент нели кралот станува и кажува дека таа и таа партија, ултрадесничарска партија, ако освојува најмногу парламентарни седишта, нема да формира влада, нема да им се даде мандатот, затоа што излегува од принципите на државата Кралство Холандија. Значи се води сметка за тоа. Вие не можете се да зборувате како ќе ви текне. Кај нас тоа така се прави. Значи, кој сака ќе излезе и се формира нова македонска држава, нов политички систем и така натаму. Тоа не може, тоа е битното прашање. Тука се полага испитот практично на демократијата и на македонското општество. Се за разлика од Холандија, таму има кој да каже, нели? Така суверенот, така кај нас немаме суверен, нема кој да каже. А имаме уставен суд. Тоа е музеј на восточни фигури. Неупотреблив. Неупотреблив или наменски употреблив. Во секој случај, ситуацијата е таква да секој може, но и не мора да значи дека ќе формира влада. Ќе имаме ли влада до септември, по твое мислење? Според најавите, велат дека ќе има влада, меѓутоа ќе видиме кој сооднос и колкава поддршка и колкаво парламентарно мнозинство ќе застане за таа влада. Прво, пораките од Европската Унија е стабилна влада. Сега, што значи тоа стабилна влада? Ако е 61-62 пратеници, па дури и 66 според некои математики, не е веќе стабилна влада. Меѓутоа, и тука не го гледам проблемот во поддршката во што ќе застане зад таа влада, нели, парламентарното мнозинство. Проблемот е во тоа што кој да биде влада го очекува на вистина исклучително тежок период на здравствен, економски и безбедносен план, што многу тешко ќе биде да се преброди во овој нареден едногодишен период. Безбедносен, мислиш на случувањата Србија, Косово, масовно брзо наоружување, апсењата на бивши членови на УЧК? Апсењето на бившите членови на УЧК го гледам како средство на Европската Унија за дисциплинирање на одредени структури во албанскиот блок. И демилитаризација, веројатно, на косовското општество. Па не можеме да говориме за демилитаризација кога стигува американско оружје. Да.
Така да работата е исклучително комплицирана. Меѓутоа, од аспект на решавање на продолжување на преговорите меѓу Косово и Србија и од аспект на решавање на косовското прашање, безбедносниот аспект секако нема да биде занемарлив. Предраг, благодарам за ова утринска анализа. Јас само би додал околу овие илинденски пораки дека една од нив е, според мене, многу лоша покачувањето на цената на електричната енергија за 7,4%. Тоа е уште еден дополнителен шок кој ќе следува за граѓаните, она што не очекува нели од септември и натаму. Денес со внимание ќе ја следиме конститутивната седница. Јас очекувам навистина жестока политичка дебата и битка не само јавно, туку и за сцената. Ќе се прават и непринципиелни коалиции и така натаму. Мој впечаток е дека е ставена сериозно иднината на Македонија како држава и со свое историско минато и наследство. Може би грешам, може би премногу претерувам по таа насока, но мислам дека ќе се оди многу по-жестоко на ова ребрендирање. Но ние како новинари ќе следиме. Јас, мојата порака до вас, драги гледачи, останете безбедни, чуете прописна дистанца, почитувајте ги мерките за заштита, користете средство за дезинфекција, носете маски, работата е сериозна.